Сите стопански комори контра владата. Така наречениот солидарен данок ќе заврши пред Уставниот суд. Се уште не се знае дали ќе биде поднесена заедничка иницијатива или секоја комора тоа ќе го направи поединечно. Од Сојузот на стопански комори велат дека дефинитивно ќе поднесат представка, зашто со новиот закон се прекршуваат повеќе одредби од највисокиот правен акт. Не може да има ретроактивно дејство и да ја нарушува еднаквоста на даночните обврзници. Сметаме дека овој данок дава еден многу погрешен сигнал и едноставно предизвикува еден преседан кој до сега не се случил, да вие наметнувате одредени даночни оптоварувања надвор од пресметковниот период, создавате правна несигурност, им праќате погрешен сигнал на сите оние кои работат и инвестираат во економијата. И од Стопанската комора веќе најавија дека законот ќе заврши неуставен, зашто е селективен и ги дестимулира успешните. Дополнително сметаат дека владата го злоупотребила европското знаменце пред неговото изгласување. Ваков данок кој се носи ад хок го нарушува начелото на почитување на правото и создава несигурност кај постојаните и потенцијалните инвеститори, особено ако се има предвид дека соседните држави немаат воведено сличен данок. И од Стопанска комора на Северозападна Македонија со став, власта го казнува бизнисот и удира по успешните. Вела дека на овој начин не се стимулира економски раст и не се поттикнува предприемништво. Сметаме дека солидарниот данок е штетен за компанијата, но и за економијата во целост, бидејќи овој солидарен данок ги погодува токму тие компании кои што се успешни и придонесуваат за економскиот раст, но и за благосостојбата на граѓаните, бидејќи главно погодени се средните и големите компании кои што вработуваат значителен број на вработени и токму тие ќе бидат погодени со што ќе им се оневозможи на компаниите да инвестират и да ги изголемат нивните капацитети и така да придонесуваат за развој на општеството. Стопанските комори бараат претседателот Стево Пендаровски да не го подпишува указот за овој закон. Законот кој се изгласа по скратена постапка под превезот на европски реформи предвидува компаниите кои во изминатите 3 години имале зголемен профит за 20%, а која надминува сумата од 10 милиони евра, да платат така наречен солидарен данок и тоа 30% од остварената добивка лани. Од владата на овој начин очекуваат да соберат 80 милиони евра од бизнисот, што би помогнало во полнењето на големата буџетска дупка.